Да не се палат огнови на отворено, апелираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Апелот особено се однесува за земјоделците, кои интензивно се подготвуваат за пролетната сеидба и ги чистат и палат отпадоците и страништата на своите ниви. На голема внимателност се информираат и оние кои што се движат и работат во шумите, бидејќи како што велат и од Дирекцијата, само една искра е доволна за да се потпали сувата трева. Поради зачестените полски шумски пожари деновиве, Дирекцијата за заштита и спасување упатува апел и предупредување до сите кои работат или се движат на отворен простор да не палат огнови. Апелот особено се однесува за земјоделците кои интензивно се подготвуваат за пролетната сеидба и ги чистат и палат отпадоците и страништата на нивите. Апелот се однесува и за оние кои се движат и работат во шумите, на излетниците, но и на сите граѓани, зашто доволно е само мала искра да се потпали сувата трева или околината нискотеблеста вегетација. Исто така граѓаните не треба да вршат палење на отпад и друг горлив материјал и да не фрлат од пушоци од цигари. Доколку забележат пожар на отворен простор, граѓанската должност на секој граѓанин е најбрзо што може да ја пријави во надлежните институции. Од брзина на јавувањето, содржината и точноста на информациите зависи исходот, односно успехот на акцијата за гасење на пожарот, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Апел упатуваат и од противпожарните единици, особено најпогодените од Малешевијата, командирот Сашко Руменовски, со голем апел за голема внимателност и одговорност. Вчера имавме активен пожар од поголеми размери, шумски пожар во атарот на селото Ратево, поточно местото се вика Јеловарник. Изгоре поголема површина на борова шума. Моментално имаме 41 пожар оваа година, доколку направиме споредба за претходната година, ќе видиме дека имаме зголемено скоро до дупло од 2024 година. Значи луѓето во овој период ги чистат нивите, ги спремаат нивите и ги палат страништата и така доаѓа до поголеми размери, односно до поголеми пожари. Така да постојано апелираме за да не дојде до поголеми катастрофи. Знаеме од 2021 година како помиравме ние во Малешевијата, така да не сакаме пак да не се повтори таков голем пожар од такви големи размери. Инаку пожари во последните неколку дена имаше речиси на секаде низ државата. Во истокот беа зафатени најмногу беровските и каменичките краеви, како и Виничко и Штипскиот крај.